Ученици, добар ден, јас сум Лида Трајковска, предметет наставник во Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје Здравко Цветковски и го предавам предметот планирање и менаџмент во трета година. Целта на овој видеозапис е да се запознаеме со машините за бетонски работи. Вие преку овој видеозапис ќе научите да ги разликувате машините за бетонски работи, да избирате машини за разни видови на бетонски работи и да правите листи на машини за одреден вид на бетонски работи. Машините за подготовка на бетон се делат во три основни групи, и тоа машини за подготовка на бетон, машини за транспорт на бетон и машини за вградување на бетон. Најпрво ќе ги разгледаме машините за подготовка на бетон. Подготвувањето на бетонската мешавина се врши во фабрики за бетон или пак погони поставени на самото градилиште. Со новиот правилник за бетон и армиран бетон се забранува подготовка на бетон рачно. Значи, подготвувањето на бетонот за сите позначени објекти треба да се врши во фабрики за бетон и нивниот капацитет треба да биде најмалку од 10 до 15 метри кубни на бетон. Фабриките за бетон се користат за добивање на поголеми количини на бетон и тие можат да бидат стационарни, неподвижни и подвижни. На ова фотографија овде имаме една стационарна фабрика за бетон, која што на одредена локација може да стои 10, 15 и повеќе години во зависност од нејзината потреба, и мобилни фабрики за бетон, тие се лоцираат на локации каде што имаме голема потреба од бетон, а транспортот е многу скап и долг. Поради тие причини, значи се лоцира мобилна фабрика и таа може да стои на одредена локација 2, 3 и повеќе години. Ова се случува кога се прават брани каде што е потребна голема количина на бетон. Бетономешалките се лоцираат на градилиштата, во погони на самите градилишта, каде што се произведува бетон. Бетономешалките можат да бидат со мал капацитет, до 20 метри кубни на час, со среден капацитет до 50 метри кубни на час, со голем капацитет до 100 метри кубни на час и со многу голем капацитет повеќе од 100 метри кубни на час. Бетономешалките можат да бидат неподвижни, поставени на ногарки, и подвижни, поставени на тркала. Практичниот учинок на машините за бетонски работи се пресметува по формула, секој произведувач дава своја формула според која се пресметува практичниот учинок. А практичен учинок е учинок кој што ќе го изврши машината за единица време во реални услови за работа, а додека пак теоретскиот учинок е учинок кој што ќе го изврши машината во оптимални услови за работа, и според ова формула практичниот учинок на машините за подготовка на бетонот е теоретскиот учинок по коефициентот на искористеност на работното време, по коефициентот на растреситост на материјалот и по коефициентот на полнење на бубањот на мешалката. Втора група машини за бетонски работи, кои што ќе ги разгледаме, се машините за транспорт на бетон. Под поимот транспорт на бетон се подразбира пренесување на бетонот од местото на производство до местото на вградување на бетонот. И ова е пропишано, значи точно се знае во зависност од температурата на свежиот бетон и на воздухот колку време може да се транспортира бетонот. Ако температурата на свежиот бетон од 5 до 10 степени Целзиусови, тогаш 120 минути може да се транспортира бетонот. Ако температурата е од 10 до 20 степени, 90 минути, и ако температурата е од 20 до 30 степени Целзиусови, 45 минути. Ако се надмине ова време, може да дојде до испарување на водата, до сегрегација на бетонот и до намалување на вкупниот квалитет на бетонската мешавина. Разликуваме два вида на транспорт на бетонската мешавина. Надворешен транспорт, тоа е пренесување на бетонот од местото на производството, фабриката за бетонот до градилиштето, и внатрешен транспорт, пренесување на бетонот на самото градилиште. Средства за надворешен транспорт кои што најчесто се користат се камиони мешалки или автомешалки, кои што ги гледате постојано на улиците, силобуси, дампери и камиони кипери.
Најмногу се користат автомешалките. Еве на овие две фотографии имате автомешалки. Во првата фотографија автомешалката значи се движи по јавните патишта, а овде имаме значи директно истурање на бетонот од автомешалката и бетонирање на одредена бетонска површина. Силобуси, тоа се еден вид камиони кои што се херметички затворени со цел да не испари водата од бетонската мешавина, и дампери и камиони кипери, тие се користат за транспорт на помала количина на бетон и на помало растојание, бидејќи ќе дојде до сегрегација на бетонот, испарување на водата и други негативни, значи поволности со кои што ќе се намали квалитетот на бетонот. Додека пат средства за внатрешен транспорт, како што рековме, внатрешен транспорт е пренесување на бетонот на самото градилиште, се користи рачна количка со едно тркало, јапанер, кибла, вагони, транспортни ленти и пумпи за бетон. На овие фотографии имате рачна количка со едно тркало, јапанер, тоа е количка со две тркала, кибла или кибли, тие се користат за вертикален транспорт на бетонот, кога се користат кула-дигалките, вагони и ленти, кои што поретко се користат кога имаме голема потрошувачка на бетон. Пумпите за бетон се машини за градилишен транспорт, кои што многу се применуваат и тие може да бидат фиксни и мобилни, покажани на следните фотографии. Овде имаме пумпа за бетон, која што е покажана во профил и комбинирана пумпа за бетон со автомешалка. Пумпите за бетонот го носат бетонот или го транспортираат во длабочина и во височина, и дометот може да биде и над 150 метри, а додека пак бетонот се транспортира низ овој систем на цевки, кој што има диаметар од 80 до 200 мм, но најчесто се 125 мм. Овие транспортни средства се доста брзи по јавните патишта и надминуваат брзина и од 80 км на час. Третата група машини за бетонски работи се машините за обработка на бетон. Која е целта на збивањето на бетонот? Да се истисне воздухот во самата бетонска мешавина, и добро збиен бетон е оној бетон каде што во себе содржи 1 до 2% воздух и волуменската маса му е зголемена за 10 до 12% во однос на незбиениот бетон. За збивањето на бетонот се користат машини и тоа вибратори. Интензитетот и времето на вибрирање зависи од димензиите на елементите, големината на зрната на агрегатот, густината на армирањето и конзистенцијата на свежата бетонска мешавина. Машините за обработка на бетонот, тоа се вибратори, и разликуваме надворешни вибратори и внатрешни вибратори. Надворешните вибратори не се поставуваат во бетонската маса, и тие значи може да бидат оплатни вибратори, виброплочи и вибролетви. Најпрвен ќе ги разгледаме оплатните вибратори. Тие се поставуваат на оплатата, имаат специјален уред за закачување за оплатата и се применуваат кај тенки, армирано-бетонски елементи, монтажни елементи и така натаму. Може да бидат поставени од едната страна на оплатата или од двете страни на оплатата. Виброплочи, тоа е челична плоча на која што има поставено електромотор, кој што предизвикува вибрации и вибрираат плочите, и на тој начин се збива бетонот и се применуваат за збивање кај бетонски плочи, тротоари и така натаму. Вибролетвите се слични на виброплочите со тоа што наместо челична плоча имаат летва, и таа вибрира и се врши површинско збивање на бетонот. Внатрешните вибратори или первибратори, тие најмногу се користат, имат челична игла и мотор, може да бидат на електричен погон, може да бидат на бензински погон, и учинокот на овие первибратори зависи од дебелината на слојот кој што се збива и од диаметарот на иглата. Ученици, овде имате повеќе прашања со кои што можете да го проверите вашето знаење, колку сте научиле со ова видео презентација. Многу ви благодарам за вниманието.